Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите 12-тата емисија од 4-тата сезона на Патот на животот, се разбира на брановите на Радио Слободна Македонија. Денес со отец Ивица Тодоров одбравме една тема што е актуелна во ова време, меѓутоа и секојаш е актуелна. Зборуваме за постот, за воздржаноста, односно воздржувањето и за молитвата. Како овие три нешта да ги усогласиме во нашите животи, меѓутоа најнапред да разграничиме што значи пост, што значи воздржување, што значи молитва и како тие меѓусебно да се усогласат. Значи, првин поздрав, братушко, поздрав до нашите слушатели, поздрав до нашите гледачи на YouTube, че ова емисија, односно оваа тема која обравме, можеби најдобро е така да се дефинира како мудроста на воздржувањето. Так. Значи, да бидеш мудар во сознанието што треба да се воздржиш во својот живот и во овој свет, а и што треба да правиш. Так. Сега кога ние сме ги говореле овие нешта и во други наши емисии, Така. во рамките на Патот на животот, но еве сега се наоѓаме во периодот на Божитниот пост, односно на постот кој се наоѓа, односно тој период што престои пред големиот празник, спомен ден, во кој се спомнуваме за неискажливата мистерија кога со вечниот Син Божи стана човек преку Дева Марија и влезе во овој свет како наш спасител. Значи, периодот на постот е период кога малце поинтензивно треба да се навлезе, значи, во осознавањето на оваа мистерија за која предмалку говорев, за тоа дека Бог, нашиот Творец, тој што е нашиот небесен татко, исполнувајќи го своето ветување кое го дал на старозаветниот народ Божи, на еврејскиот народ, а преку него на сите народи, дека преку тој народ, односно преку праведниците од тој народ, од Авраам и неговото колено, ќе дојде спасителот на светот. Еве, Отецот наш небесен го исполни ова свое ветување и кога се исполни времето за доаѓањето на Христос, на Месијата, во овој свет дојде Божиот одговор, дојде Божјата подадена рака, се роди нашето спасение, се роди нашата светлина. Сега, постот, конкретно овој пост, Така, зашто е? освен што треба да ни помогне така да се воздржиме од некои нешта кои не се баш многу полезни за нашиот духовен живот, па воопшто за нашиот живот, треба да ни помогне малце подлабоко да разбереме каков однос ние градиме кон оваа вистина за доаѓањето на Спасителот и како ние живееме со оваа вистина и каква смисла, односно светлина црпиме од оваа вистина во нашиот живот. Така, буквалното значење на пост значи стражарење, будно следење. Така е, да. Да, меѓутоа, најчесто го разбираме како воздржување од храна, меѓутоа во воздржувањето има и други типови невоздржување, нели покомплексна работа. Еве, кажав ова на почетокот на емисијата дека најдобра ова дефиниција за оваа проблематика е мудрост на воздржување. Така. Значи, ако постот, а ние православните христијани постот го доживуваме и го исповедаме како стражарење. Така. Значи, стражарење, ама кога стражариш, ти внимаваш што правиш, односно и внимаваш да не ти дојде некој кој може да ти направи проблем. Така. Значи, еве како да земеме еден пример. Значи, тој стражар што стражари, например, пред некој магазин со оружје или со гранати, бомби и така натаму, тој треба да внимава да не дојде некој непријател. Мора да внима на секој шум. Да, и да не ја злоупотреби
односно употреби заспаноста на стражарот за да изврши својата диверзија. Така. Така да во постот, во духовниот пост, всушност и во постот во целина, всушност ние треба да внимаваме да не ни направи некој некаква диверзија, односно да не ни направат паднатите ангели, односно демоните, да ни направат диверзија преку помисли, нашите навики, Така. И приврзаности за многу нешта во овој свет исто така да ни направат заспијат, диверзија. да не успијат. Да. Еве на пример го спомна тој момент. Најчесто луѓето ставаат акцент на храната. Значи во овој период се отстрануваат некои типови на храна, конкретно се оттрнува употребата на храната од животинско потекло, значи така. Нема месо, така. Нема јајца, нема млеко. Так. Се разбира, ова важи за оние кои се телесно здрави. Так. Значи, се понатаму, освен воздржување од овој тип на храна, така. Која е енергетски силна, сега тука треба да внимаваме, како што реков пред малце, од диверзантите. Така. Сега, ако некој човек е склон на алкохол, Так. значи слаб на алкохол, значи во православната црква, значи во христијанството алкохолот не е забранет. Така. Но не се препорачува и не е препорачлив на оние кои не можат да го контролираат. Так. Односно, самите стануваат робови на алкохолот. Така. Или, например, на цигарите. Так. Значи, ако веќе говориме за алкохолот, јас тука негде би ги ставили цигарите, веќе не знам и кој е пострашен порок и кој повеќе проблеми потикнува здравствени, па и други во животот на човекот. Да не говорам за разните типови на дроги и така натаму, или исто така и за сексуалниот живот. Така. Значи, ние говоривме, можеби некако природно се надоврзува ова наша емисија со предходните емисии за духовното раководство. Така. Сега, еден христијанин, како што говоревме ние во предходните емисии, треба сериозно, кога води духовен живот, да внимава, ако веќе зачекорил посериозно по духовното скалило, Така. да не му се случи некаква диверзија, Да го врати. 20-та скала повторно се врати на првата скала и така натаму. Сега, еви говоревме, сега ќе преговориме, например, пошто денеска ние живееме во едно општество кај што кон сексуалноста се прави култ, Така. а повеќе мислам дека тоа е роба за широка потрошувачка. Така. Сериозен бизнис се прави и некако крајно слободно се формира тој конзумеризам кон сексуалноста, без никаква одговорност. Значи, денеска луѓето забораваат дека односите меѓу половите Така. започнуваат од духовен, па потоа се спуштаат на душевен, па потоа како плод на овие претходни воспоставени комуникации доаѓа и телесното општење, особено во еден дефиниран контекст. Значи се разбира кога луѓето се во брак и така натаму. И сега еве постот е убав момент, убав период во животот на еден христијанин кој на пример слаб, еве паднал во состојба или во искушение на блуд или на прелюба и така натаму. Значи, кога веќе сваќа дека не може да ја контролира својата сексуална страст или преврзаност, значи да побара помош, да побара духовно раководство, помош од духовник и така натаму, за да се пребори со оваа страст, затоа што оваа страст, како и претходните страсти за кои говоревме, кон алкохолот, дрогите, цигарите, Така. И разни други врзаности во овој свет, и текако знае да ни направи диверзија во нашиот духовен живот, во нашиот личен живот, во нашиот етички живот, така натаму. Така. Ти благодарам, отец Ивица. Тука ќе направиме една мала пауза и потоа ќе продолжиме со денешната емисија за постот, за воздржувањето и за молитвата.
Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите 12 Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, во денешната емисија Патот на животот со Тецивица Тодоров зборуваме на тема пост, воздржување, молитва. Тој ги објаснуваше во почетокот на емисијата од што треба да се воздржуваме од храна, од зависности, па тука спомна и сексуалната зависност. Меѓутоа, гледаме дека многумина што во Светото писмо кој ќе прочитаме има такви да ги наречеме Божји угодници што можеби направиле грешки во својот живот затоа што не се воздржале. Така. Еден од таков е и царот Давид. Па земи прво трни од Адам и Ева. Така, од Адам па и и Ева. од Каин. Да, и од другите, меѓутоа која спомна сексуалната зависност, односно страст. Значи тој бил цар, имал многу жени, тогаш на царевите тоа им се дозволило. Меѓутоа сами си дозволувале. Си дозволувале. Сега он догледале на убава жена од спротивната страна и веднаш ја посакал. Наместо се воздржи во тој момент, он ја посакал. После посакувањето нели следи и тој односот и после настануваат големи проблеми. На крај дури го убива незиниот сопруг. Наредува да го убија. Значи гледате од една мала страст како може таа да се развие до Душко еве убаво започнавме со диверзиите. Така. Значи на почетокот мало невнимание може голема. Светото писмо не е прирачник. Напишан од некој тип кој носи розеви наочари, за да овој прирачник ни пропагира некаква религија. Така. Не, Светото писмо е Божјо откровение и Светото писмо како што е огледало на вистината, така е огледало на реалната состојба на паднатото човештво, односно на паднатиот човек, па и на оние кои дури и биле од Бога повикани за специјални, онака од Бога промислени мисии и активности и така натаму. Значи, секој од нив како човек се борел со своите слабости. Така. Да, некој успевал да ги надмине, како Јосиф, например, синот на Јаков, но гледаме нека кралот и пророк Давид, преку сериозно покаяние, сериозно добил прошка од Севишниот и оваа диверзија многу скапо го чинела. Многу скапо го чинела и него, па и неговото поколение. Така. Значи, без разлика што Бог му простил понатамошните насни гледаме дека многу скапо е платил. Но еве бредушко, сега да ги гледаме реално работите, вака пошто евидентно е дека како што кажав пред малку, таа сексуална слобода денеска крајно проблематично поставена, предизвикува многу сериозни проблеми и во општеството, и во семејството, и во брачниот живот, и во личниот живот и така натаму и така натаму. Значи, не сакам нашите слушатели и нашите гледачи нас да не разбира дека ние говориме нешто против сексуалноста, затоа што денеска ако говориш против сексуалност или одговориш против човековите слободи и права, веднаш ти стават етикета дека си ваков или онаков. Старомоден, назаден и така. Конзервативен, забеган и така. Значи, вистинската сексуалност, вистинската од Бога благословена сексуалност, затоа што на крајите сексуалноста, односно половиот живот е нешто што е благословено самиот Творец, па самиот Творец тоа ни го дарил нам. Ова. Но ако сексуалност, односно половиот живот се живее, односно се практикува онака како што Бог тоа ни го благословил, тогаш тој живот ќе биде здрав, ќе биде благословен
и текако ќе помогне во формирање на здрави и одговорни личности. И личности Така. кои знаат што е мудрост на воздржување. Така. Значи, сега имаме ние, како што и самиот Христос вели, на некого им е дадено кои еве заради Царството Божјо имаат таков дар, значи да ја сублимираат сексуалната енергија, Така. тие стануваат монаси и така натаму, или еве можат таков тип на луѓе се, Може Но- тоа да го контролираат и да напредуваат во духовноста. но има се најповеќе се овие другите кои имаат нормална сексуалност и сега треба да се внимава нормалната сексуалност да стане благословена сексуалност, значи Така. здрава, спасоносна и Така. плодна, значи, Така. да не стане болна. И денеска, Така. за жал, во многу случаи ова сексуалност се станува болна и болната сексуалност започнува да формира психички, ментално заболени перверзни личности. Така. Да не говорам, значи, и за тие моменти на прељуба кои еве ние гледаме дека во секојдневниот живот предонесуваат и потикнуваат крајно сериозни страдања и на брачниците, и на семејството, и на пошироката заедница и така натаму. Еве, периодот на пост е особено благословен да размислиме од која страна ни доаѓа непријателот, односно Така. диверзантите, и какви типови на диверзии тие сакат или се обидуваат да направат во нас. Значи да стражариме. Така. А телесниот пост, значи постот со храна, само треба да ни помогне, значи да јакнеме нашата волја, односно да јакнеме нашата послушност кон Бога и кон нашиот духовен раководител и кон нашата Така. духовна заедница, односно црквата и така натаму, за да кога имаме ние духовна сила, односно кога волјата ни е силна, кога може да ја контролираме, кога е во Така. наши раце, тогаш веќе ние може да говориме за мудроста за воздржувањето. Доколку Така. волјата не е во наши раце, тогаш тешко се воздржува човек и тој станува нечи роб. Така, еве, ние што за себе мислиме дека одиме по патот на духовноста и од овој свет можеме да видиме добри примери, како на пример спортистите. За да биде добар спортист, тој секојдневно мора да тренира. Така е. Меѓутоа, пред некој значаен настан, тој интензивно тренира за да постигне Така. спортски резултат. Мислам дека истото нешто е во духовноста. Еве јас многу често ги цитираме овие зборови Христови против диверзантите. Така. Значи, Христос вели вака, тоа е во Светото Евангелие според Мате во 17-та глава 21 стих, а овој пак род се мисли на демонските нечисти сили, се истерува само со молитва и пост, односно Христос не вели дека против диверзантите и нивните диверзии Така. успешно може да се бориме ако тренираме пост и молитва. Така. Значи пост, онака како што предмалку говоревме за него, и се разбира молитвата како отворен канал, баш онака отворен, љубовен, благодатен канал со нашиот Бог, со Отецот, Синот и Светиот Дух, да од него примаме и водство и благослов и сила преку силата на Светиот Дух, Така. за да можеме духовно да растеме, да се очистуваме, да зрееме и да стекнуваме сила и да созреваме во мудроста на воздржувањето. Така. Значи, сега, луѓе сме сите ние, и јас и ти, Душко, Така. и ние знаеме, еве јас говорам во прво лице Нина за себе, значи, воопшто не е лесно, значи, Така. да се влезе во мудроста на воздржувањето, но најдобар учител е, за жал, најдобар Така. учител во Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите 12-та емисија од 4-та сезона на Патот на животот,
а во неа со Тецивица Тодоров зборуваме на тема за постот, воздржувањето и молитвата, односно за мудроста на воздржувањето. И во првиот и вториот дел од денешниот разговор, нели ги офативме сите оние моменти што мислиме дека се важни за постот, за воздржувањето и молитвата. Меѓутоа сега на тоа би сакал да зборуваме за тоа како да ги усогласиме сите нешта за да водиме здрав духовен живот. Значи овие се само средства, не се цел. Така е, да. Да видиме, нели, како да ги употребуваме овие средства и како да ја постигнеме целта што ни е зададена. Брадушко, едната Света Соборна апостолска црква преку своето 2000 годишно делување во овој свет има собрано многу мудрост. Так. И не случајно црквата во силата на Светиот Дух, како плод на незиното духовно искуство, утврдила кои периоди од годината треба да се постат. Говорам за телесниот пост. Так. Духовниот пост е една состојба која треба непрестано да се упразнува. Так. Значи, нема спиење во духовниот живот. Так. Може да се одмориш малку, да се опуштиш, како да кажам, но да заспиеш, готово. Диверзантот ќе дојде и тука е проблемот, веќе настанува. Значи, воздржувањето и постот, значи, помагаат полека личноста да созрева. Така. И сега кога личноста созрева, братушко, тогаш ама личноста не созрева преку интелектуална активност. Да, ние така. може да читаме, читаме Свето писмо, читаме светотечка литература, така. ама помага во процесот на созревање, но личноста најповеќе созрева преку практикување на така. духовниот живот. Так. Значи, преку практикување, преку живот. И во животот најдобро учиме. Така. И полека тука доаѓаме до таа мерка. До вистинската мерка. Да, до вистинската мерка. Така. И навистина однатре разбираме од што на вистински начин и како треба да се воздржуваме. Па и од каде треба да ја црпиме силата. Така. Значи, би сакал и ова да го прочитам, Радушко. Ова е во книгата на пророк Исаија. Во 58 глава, вака Бог преку пророкот Исаија им говори на представниците на Старозаветниот народ Божи, на еврејскиот народ. Тој вели вака: тие секој ден ме бараат и сакаат да ги знаат моите патишта како народ кој Божен постапува праведно и не ги остава законите на својот Бог, и тие сакаат да се приближат до Бога. Зашто ние постиме, велат, а ти не гледаш, ги измачуваме душите своји, а ти не сакаш да знаеш. Ете, кога постите, вие исполнувате својата волја и други угнетувате. Ете, вие постите за караници и расправи и за да ги биете со рака сиромасите, со таков пост, со каков што постите денес, гласот ваш нема да биде чуен на вистините. Так. Чи ова, како што кажа пред малку, братушко, најдобар проверител на тоа до кај сме стигнали и што треба да правиме е реалноста во нашиот духовен живот. Так. Еве, кај еврејскиот народ, значи тие отстапили од Божите заповеди, Так. значи отстапили од постот што Бог го бара од нив, и од него направиле форма. Так. И му се лутале на Господ. Значи, тие направиле форма, таа форма си ја прогласиле за пост и му се лутале на Господ зашто не ги слуша. Так. А Господ им вели: вие не постите за да ги извршувате на вистински начин моите заповеди или постот што ја го избрав. Так. Еве и самиот Господ вели: ете го постот што го избрав, раскинете ги оковите на неправдата, одврзете ги врските на јаремот и угнетените пуштете ги на слобода и искршете го секој јарем. Раздели го лебот свој со гладни и бездомните сиромаси закрили ги во домот свој. Ако видиш гол, облечи го и од крвните сродници не скривај се.
тогаш твојата светлина ќе светне како зора и твоето здравје наскоро ќе процути. Твојата правда ќе тргне пред тебе и славата Господова ќе те придружува. Така. Значи, ако постот, ако молитвата, ако се што правиме во црквата не формира или не ни помага да бидеме добри луѓе, односно онакви какви што Бог не сака, да бидеме нему слични, односно да бидеме онакви какво што тој не промислил и се радува со нас, тогаш наместо вера започнува религија, односно некаква наша субјективна представа за вистината и ние правиме некои пракси во црквата, односно, еве конкретно ние денеска во новозаветниот народ Божи, и мислиме дека со тоа нешто правиме. Му угодуваме на Бога, а не му угодуваме. А најчесто тоа го правиме заради себе, затоа што еве многу често го слушам и ова од наши така пријатели, браќи и сестри, вика супер, сега ќе дојде постот, па сега супер и како имам проблем со ова и со ова, малце помалку ќе јадам, па може и некое кило така да намалам и така натаму и така натаму. Види, окей, не е проблем и тоа е логично, ако сега внимаваш на јадењето, ќе намалиш некој кило. Но сега постот кому му го посветува? Значи, освен што треба да стражариме да не дојдат диверзантите, ние треба да внимаваме дека сепак постот е заради Бога. Значи, тоа време особено ние не му го посветуваме. Еве како што говоревме на почетокот на емисијата, значи не случајно црквата го воспоставила овој пост пред Божи, пред споменденот на празнувањето на Христовото раѓање. Значи не е сега само ние да постиме нешто за да кажеме пред другите дека постиме, или например ако постиме како што многу мене прават без зејтин со зејтин, па се препираат помеѓу себе си вака ли треба, па дури му префарла и да го натаму, па како што вели Господ се наместо да постите вие тоа го правите заради караници или се умислуваш дека се кој знае што си направил така натаму. Доколку постот, односно молитвата, односно учеството на богослужбениот живот, односно учеството на литургијата, односно причестувањето, читањето на Светото писмо, воопшто самиот духовен живот во црквата, не потикне процес на преобразба кај човекот, духовно растење, созревање и негово очистување од злото и гревот, тогаш секој треба да запали црвено светло, особено во периодот на постот, и да размисли, ако веќе неколку години тоа го правила, никакви резултати нема, тогаш треба се види што треба да се смени. Така, ти благодарам отец Ивица, еве и го завршивме третиот дел од денешната емисија, ќе направиме тука уште една пауза и веќе во четвртиот ќе одиме кон завршницата, односно заклучок на денешната тема за постот, за воздржувањето и за молитвата. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите 12-тата емисија од 4-та сезона на Патот на животот, а во неа со отец Ивица Тодоров зборуваме на тема за постот, воздржувањето и молитвата, односно за мудроста на воздржувањето. И во првиот и вториот дел од денешниот разговор, нели ги офативме сите оние моменти што мислиме дека се важни за постот, за воздржувањето и молитвата. Меѓутоа сега натоа би сакал да зборуваме за тоа како да ги усогласиме сите нешта за да водиме здрав духовен живот. Значи овие се само средства, не се цел. Така е, да. Да видиме, нели, како да ги употребуваме овие средства и како да ја постигнеме целта што ни е зададена. Брадушко, едната Света Соборна апостолска црква преку своето 2000 годишно делување во овој свет има собрано многу мудрост. Так. И не случајно црквата во силата на Светиот Дух, како плод на незиното духовно искуство, утврдила кои периоди од годината треба да се постат. Говорам за телесниот пост. Так. Духовниот пост е една состојба која треба непрестано да се упразнува. Так. Значи, нема спиење во духовниот живот.
Так. Може да се одмориш малку, да се опуштиш, како да кажам, но да заспиеш, готово. Диверзантот ќе дојде и тука е проблемот, веќе настанува. Значи, воздржувањето и постот, значи, помагаат полека личноста да созрева. Така. И сега кога личноста созрева, братушка, тогаш ама личноста не созрева преку интелектуална активност. Да, ние така. може да читаме, читаме Свето писмо, читаме светотечка литература, така. ама помага во процесот на созревање, но личноста најповеќе созрева преку практикување на така. духовниот живот. Так. Значи, преку практикување, преку живот. И во животот најдобро учиме. Така. И полека тука доаѓаме до таа мерка. До вистинската мерка. Да, до вистинската мерка. Така. И навистина однатре разбираме од што на вистински начин и како треба да се воздржуваме. Па и од каде треба да ја црпиме силата. Така. Значи, би сакал и ова да го прочитам, Радушко. Ова е во книгата на пророк Исаија. Во Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, во 11-тата емисија од Патот на животот на Радио Слободна Македонија, со Тецивица Тодоро зборуваме на тема за духовното раководење, односно, што значи во денешни услови, во современиот живот да бидеш духовен раководител и духовно раководен. Кои се предизвиците и на едните и на другите, како нели здраво да се живее тој духовен живот. Во Тецивица, дојдовме до оној момент кога ти направи ранг луѓе што се во едната група од прва, втора, трета група, што се најчести проблематични проблеми во духовното раководење, меѓутоа верувам дека има и други. Која е суштината на, еве сега да завршуваме полека, суштината на духовното раководење? Како сето тоа нели на еден складен и обостран однос да раснат обајцата, и духовниот раководител и духовно раководениот, односно чедото. Преку да се успее во ова прва фаза, значи со сите овие целни групи за кои предмалку говорев, има и повеќе сега. Така. Ќе ни треба уште една емисија. Духовно раководство трет дел. Така. Во првата фаза е многу битно она што во црквата се нарекува послушание. Така. Значи, всушност послушанието е взаемен договор или взаемно утврдена, разјасната диагноза за состојбата на духовното чедо, и таа диагноза е плод на духовниот увид и духовното раководство на духовниот раководител кон духовното чедо, и преку целиот тој процес се доаѓа во една повисока фаза до една диагноза кој е сериозниот проблем, односно како што би кажале отците на црквата, која е мајката на гревовите на тој човек. Всушност, која негова слабост ги потикнува сите останати слабости кај него. И сега, откако духовниот раководител и духовното чедо, реков предмалку, преку таа личностна интеракција и доверба меѓу себе. И доверба, да, ќе дојдат до диагнозата. Така. Значи, тогаш духовниот раководител го воспоставува терапија на своето духовно чедо, односно духовна дисциплина. Духовна дисциплина, да, терапија. Тука започнува послушанието. Сега, значи, треба да сватиме на работа дека пошто многу често се читаат разни нешта околу оваа проблематика, под послушание не се подразбира однос на офицер како конвојник, да. Значи, не е тоа. Значи, повеќе е односот како помеѓу лекар и пациент. Така. Значи,
послушанието се дава за доброто на духовното чедо. Така. Послушанието се дава секогаш кога духовниот раководител и духовното чедо заедно ќе дојдат до сознанието за проблемот. Така. Значи, и духовниот раководител е одговорен да му ги објасни овие нешта на духовното чедо, затоа што кога ќе почне посериозната фаза на послушание, Така. паднатата природа, значи злото во нас, Се нашиот буди, се егоизам, бунтува. нашата суета, нашето самоволие. Така. Значи самоволие, пошто човекот паднат, осквернат од злото и гревот е самоволен, Така. односно тој не знае својата волја да ја контролира и да ја носеше кон доброто, туку таа заробена од разни навики, страсти и така натаму му бега на човекот и он не може да ја владее, како и умот всушност. Така. Преку помислите, умот тешко се контролира. И плюс никогаш не треба да го забравиме оној кој како лав рика околу духовните чедави и околу духовните раководители, а тоа е нашиот духовен пријател, односно нечистите демонски сили, кои преку разни помисли водат битка да го разбијат односот помеѓу духовното чедо и духовниот раководител, Така. потоа помеѓу духовното чедо и Бог. Така. Значи би било вака поточно. Значи прво да се разбие односот духовно чедо духовен раководител. Така. Тој напаѓа со разни помисли. Потоа духовно чедо, духовна заедница, односно Така. црковната заедница, и секогаш тука духовното чедо го има Бог како последен. Јас не ќе се разочарав од овие, се разочарав, ама јас си верувам во Бог и полека доколку ја избегнеш ја изгубиш релацијата со духовниот раководител, со својата духовна заедница која се Така. грижи за тебе, односно со црквата, тогаш полека Бог станува абстракција, Така. односно некаква проекција на тој човек и тој многу често, тоа се случи, јас сум сведок за тоа, многу често ваквите луѓе кои не успеваат да поминат низ оваа фаза на духовен живот, тие стануваат богоборци. Така. Значи, тие не успеале да се преборат со злото во себе, со паднатата природа, и таа ги завладува. Така. Да. И како што кажува апостол Петар, тие отпаѓаат и се враќаат на својата плувотина, и како што свињата се враќа во калти и така натаму и така натаму. Значи имаме многу примери. И затоа е кога ќе се воспостави послушанието, Така. духовниот раководител треба да има сериозна молитва Така. до Господа за своето духовно чедо и голема љубов и големо трпение и големо разбирање, особено во оваа фаза. Така. Особено Значи преку почит и љубов и двајцата раснат Така е, и така на еден така, здрав така. начин ќе стигнат Не, види брат Душко, првата книга Мојсеева, значи Адам и Ева, не случајно Свети Василе Велики вели дека проблемот на човештвото е проблемот на послушанието. Така. Значи, очигледно е дека први Ева, потоа Адам, Не го односно послушале заедно Бог. проявиле непослушание Така. кон нашиот Творец. И после тоа не се ни покаяле за тоа што го И не направи. се покаяле, да. Во позадината на непослушанието е недовербата. Така. Како што и кога духовното чедо ќе отстапи од послушанието дефинирано Така. со духовниот раководител и како плод на еден увид духовен, и ако отстапи од послушанието, тој отстапува од довербата кон својот духовен раководител. Така. Што нема доверба. И односно нема доверба ни во самиот себе си дека може нешто да направи со себе си. Така, меѓутоа, бидејќи сме при крајот на емисијата, јас сакам да кажам на еден позитивен начин да ја завршиме. Значи, здравиот начин е да се развие таа почит меѓусебна и да се стигне до брат љубов, Душко, и на тој начин се постигнува целта духовна. Да бидеме реални, значи, сакам оние што не слушаат и што не гледаат, да разберат дека духовниот живот е одење по тесен пат Така. и наведнување на главата и поминување низ ниска врата, тесна врата. Така. Значи, сите оние кои под духовен христијански православен живот подразбираат остварување на нивните желби или можности за компензација, некоја психолошка, ментална и така натаму, или некаква проекција или било каква фантазија, тие ќе доживеат неуспех. Така. Но
оние што ќе ќе ја препливаат оваа состојба, значи, оние кои, особено во оваа првата фаза, во процесот на очистување, ќе влезат во повисоката фаза, во процесот на осознавање на нештата, значи, веќе кога ќе ги разберат, ќе разберат светлината на Божјата вистина, и не само што ќе разберат рационално, туку ќе ја почувствуваат светлината Божја преку силата на Светиот Дух во себе си, преку присуството Божјо, веќе со таквите личности се гради многу по-осознаен, по-свесен однос, по-одговорен однос, затоа што самите тие личности веќе разбираат што значи одговорност, брат Душко, што значи љубов и што значи почит. Так. И сега замисли кога имаме едно 10, 20, 30, 40, 50 такви личности во една таква духовна состојба, таа црковна заедница е сериозна, односно зрела, и таа црковна заедница заедно со духовните раководители може да помага на многу други луѓе кои, како што кажав на почетокот, изгубиле доверба во разни лажни учители, но вистинскиот пат и вистинското духовно раководење и вистинското духовно растење изгледа вака. Не е лесно. Така. Воопшто тука нема пардон кон паднатата природа, кон негото и кон проблематичните навики, но на тој начин се гради спасението, како што вели апостол Павле, со страф и трепет градете кога спасението. На тој начин ние полека го остваруваме она за што и живееме во црквата, тоа е нашето спасение од сатонското робство, од злото, од гревот, од духовната смрт и наше подготвување за Царството Божие. Тоа е патот. Ти благодарам, отец Ивица, и бидејќи сме сосема на крајот на денешна емисија, сакам да прочитам една поука, односно духовно искуство од старецот Силуан, кој вели вака: голема сила има молитвата на духовникот. Заради мојата гордост и многу пострадав од демоните, но Господ ме смири и се смилува над мене заради молитвите на мојот духовник. Сега Господ ми откри дека на нив почива Светиот Дух и затоа многу ги почитувам духовниците. Па нивните молитва ја примам благодата на Светиот Дух и радоста од Господа, кој сите не љуби и на душата и дарува се што е потребно за спасение. Ете, гледаме што вели старецот Силуан. Душа, да, како тој нели грешал кога не ги слушал духовниците и кога не сватил дека колку е силна молитвата на овие духовници. И одговорноста на духовниот раководител кон духовното чедо и обратно. Така. Ти благодарам, отец Ивица. Еве, ја завршивме и денешната емисија и мене ми остана само на крајот да ја прочитам, односно да ја кажам одјавата на денешната емисија, а таа оди вака: Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Патот на животот, презвитер Ивица Тодоров и Душко Кралевски. Денеска е 4 декември 2016 година. Божиот благослов, неговиот милост, водство и заштита нека бидат со сите нас. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.